Добро вечер. Во оваа дождлива сабота ги најавувам настаните кои го одбележаа денот. Гледајте не, ова е централниот дневник на регионалната К1. Голема искористеност на бесплатниот превоз за пензионери во железничкиот сообраќај. Ќе се стимулира практиканството кај компаниите за средношколци и млади со високо образование за поголема конкурентност на пазарот на труд. Преку проектот Домашна визита се зголемува грижата за постарите и болните лица. Петгодишно девојче загина во сообраќај на несреќа на автопатот Градско Прилеп, кое што се случи денес околу 14 часот. За деталите за сообраќајната незгода ја вклучуваме во живо линковски во овој дневник колешката Мартина Митков од Кавадарци. Мартина, дали се слушаме? Се слушаме. 5-годишно девојче денеска поплатне загина на магистралата Градско Прилеп во сообраќај на несреќа кај тунелите кај Дреновската клисура. Станува збор за фамилија од Неготино. Девојче заедно со татко и баба и дедо кои патувале на кај Ресен. Најверојатно поради влажноста на коловозот, возилото марка Ford Fiesta излетало при што девојчето починало на лице место, а бабата и таткото се хоспитализирани. За тоа каква е состојбата на бабата и на таткото разговаравме со доктор Благој Чомитев, специјалист по општа хирургија, работен во Кавадаречката општа болница. Предлагам сега да ја слушнеме изјавата. Едното лице на возраст родено 1949 година се жалеше на болки во градниот кош, болки во лумбална регија, кај што се направени неопходните исследувања, рентгенолошки исследено и е задржано на лекување во нашата болница за понатамошни исследувања. Второто лице, исто син на веќе спомнатото погоре лице во сообраќајната незгода, кое што е всушност и возач на моторното возило, роден е 1974 година, донесено е со повреда, една повреда на лацероконтузна повреда на лева подлактица, со еден дефект на кожата, кај што истото хирушко се згрижи. Поради влажноста на коловозите од полицијата апелираат возачите да возат внимателно и да ги почитуваат сообраќајните знаци. Студио, доколку имате прашање, поделете. Јас ти благодарам, Мартина, за ова јавување, а ние продолжуваме понатаму. Бесплатниот железнички превоз за пензионери со голема искористеност. Сите мажи над 64 и жени над 62 години со самото покажување на личната карта можат секој втор викенд во месецот да користат бесплатен превоз во железничкиот сообраќај. Голема е искористеноста на бесплатниот превоз во железничкиот сообраќај за пензионери за еден викенд. Овој проект се реализира од јули 2014, а е на барање на Сојузот на пензионери. Со цел афирмација на оваа мерка, заменик министерот за труд и социјала Диме Спасов, председателот на Сојузот на Сдружение на пензионери Драги Аргировски и директорот на Македонски железници транспорт Никола Костов денес патуваа со новиот воз од Скопје кон Велес. Досега овој проект го искористија над 40.000 пензионери и самата искористеност на оваа мерка ја покажува важноста на проектот за бесплатен превоз во железничкиот сообраќај. Истиот го леснува движењето на пензионерите, создава можности за нивна социјализација, го подобрува нивниот стандард, бидејќи заштедуваат и средства за превоз. Денес се возиме во новиот воз на македонските пруги и ми представува задоволство што голем број на пензионери го користат овој проект за бесплатен превоз во железничкиот сообраќај. Спасов потенцира дека сите мажи над 64 години и сите жени над 62 години имаат можност еден викенд, секој втор викенд во месецот, да искористат бесплатен превоз во железничкиот сообраќај, само со покажување на својата лична карта да добијат бесплатен билет. Ова денеска што гледаме е уште еден потек, многу позитивен, што го прифатија скоро сите пензионери во Република Македонија, посебно оние кои имаат поврзано со железнички сообраќај. Ова акција
најде не само на добар прием кај пензионерите што имаат можност еднаш месечно да се возат со овој модерен воз, туку и со нивните пријатели и граѓани и така натаму, бидејќи придонесува за нивно зближување, за нивна социализација, за размена на мисли и најважно што е да бидат во и овој убав ден расположени. Мерките за пензионерите наидуваат на општо прифаќање и задоволство кај корисниците, смета директорот на Македонски железници транспорт Никола Костов, додавајќи дека со задоволство ги прифатиле акциите како за пензионерите, така и за младите. За поголема конкурентност на пазарот на труд ќе се стимулира практиканството кај компаниите за средношколци и млади со високо образование. Премиерот задолжен за спроведување на изборите Емил Димитриев смета дека покрај тоа што мерките за вработување ја намалија невработеноста ќе придонесат и за зголемување на платите и приходите. Продолжува стимулацијата за нови вработувања. Во оперативниот план на Агенцијата за вработување за оваа година предвидени се 27 мерки за вработување. Мерките предвидуваат и обуки за основни вештини кои ќе има возможност на невработените поголема конкурентност на пазарот на труд. За полесно вработување ќе се вброи практиканството. Се договоривме да во иднина стимулираме се поголема бројка на средношколци и млади луѓе кои што завршиле и високо образование да имаат прилика да бидат практиканти во одредени компании, нешто кое што ќе помогне и за самите компании да се запознаат со потенцијалниот кадар кој што го имаат на располагање, понатака и за самите луѓе ќе влијае да имаат одредена пракса која што надоградена со нивното теоретско знаење ќе им помогне да полесно се снајдат на пазарот на трудот. Надлежните очекуваат добрата соработка со веќе постоечките компании, но и со најавените нови домашни и странски инвеститори директно да се влијае за дополнителен пат на стапката на невработеност, која во моментов е на историски 24,6%. Сметам дека како ќе оди намалувањето на невработеноста, се повеќе ова состојба ќе влијае и на дополнително зголемување на платите и приходите на вработените кои што и во овој период бележат пораст, меѓутоа тој пораст ќе биде се поголем како ќе се намалува процентот на невработеност. Од Министерството за труд и социјална политика информираат дека во соработка со Агенцијата за вработување, мерката за вработување на лица до 29 години во изминатите 2 години допринела за вработување на 12.160 лица. Денеска во росоманското село Трстеник се изврши осветување на Светиот крст на црквата Светите апостоли Петар и Павле. Со чинот на осветување на Светиот крст чиноначалствуваше митрополитот Повардарски Агатангел и свештениците на Повардарската епархија при МПЦ. Росоманското село Трстеник добива христијански храм. Осветен е крстот на црквата Светите апостоли Петар и Павле. Митрополитот Повардарски господин Агатангел, заедно со свештените лица од Повардарската епархија, го извршија чинот на осветување на Светиот крст. Бидејќи само во него можеме да си отвориме душата пред Господа, пред Мајката Божја. Во него можеме да му кажеме: Господи, ти се молам, помогни, Господи, спаси. Овој верски објект ќе биде од големо значење за жителите, бидејќи ќе има каде да ги споделат и радосните и тажните моменти од животот. Иницијативата за изградба на црквата постоела од многу одамна, но во минатото постарите и помладите се расправале за тоа каде да биде лоцирана. Едните барале да биде покрај селските гробишта, а другите на сред село. Ќе се венчаваме тука, че има крштенки тука, нема да се оде во градот, во Росоман, пример, ќе се вршат тие работи тука во исто село. Ќе биде повесело, поубаво едно нешто кога се праве. Кум се ќе биде во исто село. Ктитор на црквата е Мирјана Атанасова и нејзиното семејство. Инаку росоманското село Трстеник брои околу 215 жители. Од Росоман е оддалечено 7, а од Кавадарци 15 километри.
Индустријските зони придобивки за локалните економии. Во Велес покрај Маркарт локалната економија ќе се развива и во новата индустријска зона Мамутчево. Во просториите на некогашка на Порцеланка, новиот собственик веќе започна активности за реализација на својата инвестиција. Очекувањата се многу скоро да започнат и првите вработувања. Паралелно на ова се работи на рестарт на Киро Кјучук. За ова, но и за многу други актуелни теми, говори пратеникот Илија Димовски во информативната емисија Отворено за. Преку примерите на досега отворените фабрики, да им покажеме на оние кои што ќе се заинтересираат дека ние како локална средина, како град, како пратеници, како институции во овој град, како општина Велес, сме пријателски настроени спрема странските инвестиции и се обидуваме да им излеземе во пресред, да им создадеме добри услови за работа. За нив тоа значи полесно менаџирање со процесите, за нас значи повеќе работни места. Тоа е заедничкиот интерес во целиот процес. Мислам дека тоа веќе се гледа, заради тоа што искуството кое што Маркарт го има во нашиот град, со сите локални институции и со сите државни институции кои што се во овој град, е исклучително добро. Тие нескриено го потенцираат тоа на сите средби кои што ги имаат надвор од нашиот град. Во овој момент сме во процес на дооформување на инвестицијата во Порцеланка. Инвеститорот ја купи, значи тоа е веќе во собственост нивна, вложија своји пари. Мислам дека подготвителните работи таму се во полн ек. Очекуваме наскоро да почнат процесите и на вработување на наши сограѓани. На фабрики во нашиот град значи и допрва ќе значи задржување на луѓето во нашиот град. Ние денеска имаме неколку илјади луѓе кои што работат во Скопје, имаме 1000 луѓе кои што работат во Кавадарци, имаме 200-300 луѓе кои што работат во индустријските зони во Скопје. Отварањето на нови фабрики ќе значи задржување во градот на луѓето кои што размислувале да се иселат од градот и ќе значи можеби на долг рок и привлекување на луѓе кои што дополнително ќе си бараат своја екзистенција во Велес. Тоа ќе значи инвестиции во нови објекти за станување, за домување, кои што почнаа и да се прават. Дополнителен развој на градежништвото по друга страна. Тоа ќе значи дополнителен развој. Јас сум разговарал со многу Покрај бремените жени, мајката и новороденчето, и старите и болните лица добиваат посети од патронажните сестри. Овој проект се реализира веќе 3 години поред, а во рамки на 7-миот бран од вкупно 11.000 посетени се 4.950 лица. Останатите планирано е да се посетат до крајот на летото. 16 патронажни сестри во посета на стари изнемоштени лица од руралните средини. Освен моновалетната патронажна дејност, здравствените домови во Македонија вршат поливалентна патронажна дејност. Тоа значи дека освен посетите на бремените жени, мајката и бебето во првите 40 дена по породувањето до крајот на првата година, патронажните служби ги посетуваат старите и болни лица. Акцентот е да се посетат сите стари лица кои што не можат во текот на нормални услови да дојдат до лекар, а овие лица се наоѓаат на територијата на тешко достапни места, каде што немаат континуирана здравствена грижа. Во рамки на домашните посети, патронажните тимови вршат прегледи кај пациентите од различна симптоматологија. Најчесто се детектира зголемен крвен притисок, зголемена гликемија, покачено ниво на холестерол, каде пациентите добиваат и совети од страна на лекарите. Патронажната посета доаѓа на лице места, зборува со стариот човек, со хронично болниот за неговата здравствена состојба, дава совети во рамките на незината стручност и знаење, мера и тензија, ниво на шеќер во крвта, ниво на холестерол, разговара за некои проблеми кои што се од социјална или друга природа. При реализација на посетите, патронажните служби наидуваат на потешкотии, вели Самаракова. Тешкотии наидуваме, особено на оние оддалечени места каде што некогаш се случува и лицата и да не се најдат таму каде што е, ги превземаат членови од семејствата во градот, пак ги нема лицата, не можеме да обавиме патронажната посета
има потешкоти, меѓутоа ние не се откажуваме, сакаме да допаеме до секој еден болен, до секој стар човек. Проектот Домашна визита се реализира веќе 3 години поред од страна на Министерството за здравство. Во рамки на 7-миот бран кој започна во септември 2015, посетени се 4950 лица од вкупно 11.000, а до крајот на летото се планира да бидат посетени и останатите лица. Набавка на нова компјутерска опрема со цел поефикасна настава. Во средното стручно општинско училиште Коле Неделковски набавени 11 нови компјутери и 12 нови LCD проектори. И професорите и учениците едногласни. Часовите се поинтересни и поквалитетни кога се користи IT технологија. Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски континуирано продолжува да набавува нова информатичка опрема со цел поефикасна и полесна настава на учениците и професорите. Набавени се 11 нови современи компјутери и 12 нови LCD проектори, информира директорот на училиштето Боро Ристовски. Во моментот училиштето располага со 16 LCD проектори распоредени по сите кабинети, што е значаен фактор за реализирање на наставата, согласно што се бара минимум 30% ИКТ во наставата да имаме. Јас верувам дека овој процент за нас е мал. Кај нас ќе биде и многу повисок. Наставните програми многу полесно се реализираат кога професорите на располагање имаат модерна компјутерска опрема. Со ново набавената техничка опрема, значи ни овозможува да подобриме наставата, со тоа овозможуваме постојано презентирање, значи со презентации, предавање на лекциите, значи користење на ИКТ во наставата, која што денеска е доста актуелно, значи им покажуваме видеоклипови, нацрти, шеми кои што ги немаме во учебниците, со тоа значи учениците добиваат продлабочување на нивните знаења, поголема заинтересираност и едноставно атмосферата на часовите е многу подобра. И учениците сметаат дека часовите се поинтересни кога се користи интернет и компјутерска техника. Сега кога веќе имаме можност во секоја паралелка и на секој час, каде што ќе имаме потреба од информатичко-компјутерска технологија, секако дека часовите ќе ни бидат и подобрени, и поинтересни, нема да ни бидат монотони, нема да ни бидат здодевни. Со тоа часовите не се монотони и досадни и не сме само пасивни слушатели, туку стануваме и активни, може да придојде и до дискусија на часот и едноставно часовите се подобрени. Обновувањето на старата информатичка опрема и набавка на нова е обврска која училиштето постојано се труди да ја исполни. Долга традиција и нераскинлива врска на македонско-руското пријателство со христијанската врска. По 7ми пат организирана манифестацијата на која се прикажува традиционалното прославување на Масленица. Поздравляю широка и Масленицей! Масленица во Русија, прочка во Македонија, различно име, но долга традиција и нераскинлива врска со христијанската вера. Меѓународниот славијански универзитет Гаврило Романовиќ Државин Свети Николе Битола, Руската федерација во нашата земја и Сојузот на друштвата за македонско-руско пријателство 7 година поред организираат манифестација на која се прикажува традиционалното прославување на Масленица. 7ми пат ќе прославиме Масленица во просториите на Меѓународниот славијански универзитет. Мислам дека Масленица, нели као традиционален празник, се слави во Русија на свој начин. Овде во Македонија ние го најдовме овој, по мене сепак оригинален начин и мислам дека секоја година се повеќе и подобро ќе го славиме. Обичаите поврзани со празникот Масленица, односно нашата прочка, се многу слични. Карневалските поворки на маскирани лица кои всушност ги бркаат лошите сили се присутни насекаде, а додека па во Русија доминира сламената кукла облечена во зимски алишта, која на крајот од прославата се пали. Со тоа се најавува пролета, а пепелта се носи на нивите за добар род. Сите лоши работи, болести, неприлики кои што имавте, потешкоти, се формираат во една кукла која што представува женска, секој пат е женски лик, која што представува баба Зима во глобала. Зимата заминува од животот на луѓето, доаѓа пролет и со тоа пролет означува новиот живот. Сите моменти лошите заминуваат. Има палење на кукла, пазите, има
и фрлање во вода, пуштање таа кукла во вода, има низиното раскинување на парчиња и чување. Значи, секој дел од Русија има некои своји особини, своји карактеристики, кои поврзани баш со оваа символика, женската кукла. Масленица, односно прочка, е пример за сите луѓе на планетата дека секогаш постои причина повеќе за помирување меѓу сите нас, без оглед на вероисповед, националност, убедување. Вчера не е издадена ниту една потврда за искажана намера за поседување на барање за признавање право на азил, информира МВР. И оваа година лозарите имаат право на субвенции за одржување на лозовите насади. Исто како и минатата година, лозарите имаат право на субвенции за одржување на лозовите насади. Висината на финансиската поддршка изнесува 40.000 денари по хектар, без разлика на сортата на лозата. Сума од по 40.000 денари за хектар ќе добиваат оние со површина од 2 декари до 5 хектари, 24.000 денари за лозјата до 30 хектари и 12.000 денари за површина до 50 по хектар. За повеќе од 50 хектари се добиваат по 4.000 денари. Најмалку 0,2 хектари површини под лозови насади, како и бројот на садници кои не смее да биде помало од 1390 по хектар за лозови насади подигнати до пролетта 2015 година, се условите за корисниците на оваа мерка. Вчера не е издадена ниту една потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил, информира Министерството за внатрешни работи. Врз основ на измените и дополнувањата на Законот за азил од 18.6.2015, МВР отпочна со издавање на потврди за искажана намера за поднесување на барање за признавање право на азил во Република Македонија на странските државјани кои илегално влегуваат на наша територија. Во периодот од 1.1. оваа година до 24 часот на 11. март 2016 издадени се потврди на вкупно 89.623 странски државјани, од кои 35.381 се од машки пол, 19.617 се од женски и 34.399 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 226 деца кои патуваат без родител, на кои им е издадена потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање право на азил. Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија, 44.734, Авганистан 26.546 и Ирак 18.337. Најмалку 6 лица загинаа во голема лавина на италијанските Алпи, а уште неколку лица се повредени или загубени, јавуваат странските медиуми. 67 курдски борци биле убиени во средата во напади на турските воздухопловни сили. Ова е светот денеска. 67 курдски борци биле убиени во средата во напади на турските воздухопловни сили врз нивните кампови и складови со оружје во северен Ирак, пренесуваат британските медиуми. Според соопштението од турската армија, цел на нападите биле објекти во Кандил, Метина, Авашин, Хафтан и Небасјан, што биле користени од борците на Курдската работничка партија. Турските власти додаваат дека курдските борци во средата во округот Хакари, во близина на границата со Ирак, во воздух кренале полициско возило каде починале двајца полицајци од специјалните единици. Примирието меѓу Курдската работничка партија и турските власти беше нарушено во јули минатата година и од тогаш во честите судири во југоисточниот дел на Турција, главно населен со курди, загинаа стотици луѓе.
Најмалку 6 лица загинаа во голема лавина на италијанските Алпи, а уште неколку лица се повредени или загубени, јавуваат странските медиуми. Се работи за лица планинари кои се искачуваат на врвови па потоа скијаат надолу. Лавината се спуштила од повеќе од 3000 метри надморска височина на планината Монте Невозо во Јужен Тирол. Местото на несреќата е во близина на австриската граница на 70 километри од Болцано. Според локалните италијански медиуми, 3 хеликоптери и специјални кучиња трагачи се на местото на несреќата за да го пребаруваат теренот. За оваа област прогнозата покажувала ризик од лавина со степен 3 на скала на која бројот 5 го означува максималниот ризик. Фени утре го пречекува Карпош Соколи. Работнички со победа на домашен терен против Струмица го отвори 20-тото коло во домашното кошаркарско првенство. Со новата победа над Портланд, Голден Стейт ја продолжи својата доминација во НБА лигата. Следуваат спортските вести. Работнички со победа на домашен терен против Струмица го отвори 20-тото коло во домашното кошаркарско првенство. Најтрофејниот македонски кошаркарски клуб на полувреме замина со високи 20 поени предност, кои беа недостижни за гостите до крајот на средбата. Диме Тасовски со 27 поени, 7 скокови и 4 асистенции беше неефикасен за центарци. Од тимот на Струмица се истакна капитенот Ефтим Богуев со 22 поени. Колото ќе биде комплетирано утре со надпреварите Бест Кожув, Фини Индустри Карпош и МЗТ Скопје Куманово. Иако незаслужениот и депримирачки пораз од МЗТ Скопје ќе боли уште долго време, сепак кошаркарите на Фини Индустри полека почнуваат да ги насочуваат мислите кон следниот надпревар, и тоа против сезонава силниот тим на Карпош Соколи. Покрај психолошкиот удар кој го претрпеа играчите, Малинков ќе има и дополнителни проблеми да го состави тимот, затоа што дел од кошаркарите се пожалија на висока температура и повреди, но на маката се познаваат јунаците, па се очекува сите оние кои настапија против МЗТ да бидат во ростерот. Дерби над преварот од 20-тото коло на програмата е утре со почеток од 18 часот. Работнички и Ренова одиграа реми без голови на отворањето на 22-то коло во првата македонска фудбалска лига. Надпреварот одигран на Филип II помина без позначајни шанси за гол, освен обидот од 30 метри на Гафури од Ренова во судиското продолжение од првото полувреме. Нерешениот резултат му оди во прилог на Силекс, кој останува на третото место со надпревар помалку и бод повеќе пред Работнички, како и на Шкупи, кој е со бод и надпревар помалку од Работнички. Колото ќе се комплетира утре со дуелите Брегалница Турново, Младост Царев Двор Вардар, Металург Шкендија и Шкупи Силекс. Работнички и Радовиш со победа го започнаа пролетниот дел од ракометната Суперлига. Работнички го осигураа местото во плејофот, откако со 34-25 го поразија директниот конкурент Прилеп. Двете екипи сепак имаат сигурно место во понатамошниот пласман, каде ќе се почне од иста позиција и ќе се играат 10 кола за титулата. Колото претходно го отвори Радовиш, кој како домаќин убедливо славеше со 32-22 над тимот на Металурги Јуниор. 15-тото коло ќе биде комплетирано утре со уште 3 надпревари. Пелистер ќе му гостува на Металург, Вардар Јуниор го пречекува Тинекс Пролет, додека велешкиот ракометен клуб Борец ќе игра на гости во Охрид. Својата доминација во НБА лигата ја продолжи Голден Стейт со новата победа, овој пат над Портланд Трейл Блейзерс со резултат 128-112. Томсон шутираше 8 од 11 за тројка, вкупно 37 поени. Стеф Кари нанижа 34 поени со шут за 3, 7 од 14, што беше сосема доволно за да не му се дозволи на гостинот, ниту за момент да се понадева на сензација. Минесота триумфираше на гостувањето против Оклахома Сити со 96-99, што беше и најголемото изненадување од синокешните надпревари.
Рики Рубио ја постигна клучната тројка на 0,2 секунди до крајот. Кевин Дурант имаше 28 поени за домашниот тим, но и дури 6 загубени топки. Времето денес облачно и врнежливо. Во текот на ноќта се очекува врнежите да интензивираат. Температурата во интервал од 9 до 12 степени. Ова беше се за денес. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно!